Вознемирена мечка беше пронајдена фатена во метална пранга кај манастирот Света Петка во близина на село Брајчино. Животното било заробено и безпомошно, а сцената што ја затекнале очевидци изгледала како од филм. Дива природа, болка и борба за живот. Ситуацијата барала итна реакција, а во акцијата се вклучиле најхрабрите. Местото каде што беше фатена на принка мечката се наоѓа во село Брајчино, место викано Дабој. Беше пријавено од мештаните на село Брајчино и од вработените во македонски шуми. Се работи за помлад примерок, за разлика од другите два примероци што беа ослободени предходно. Од прилика 2 години некаде старост, 80 кила тежина, и успеавме да го ослободиме од принката. Му ставивме ушна маркица за да го обележиме како фатено грло од принка, за да има некаков белег за камерите што се поставени во Брајчино од страна на Националниот парк Пелистер. Благодарение на навремената и безпрекорно координирана интервенција, мечката беше спасена. Ветеринарите Перо Стојчевски од Ресен и Александар Алексов од Битола, заедно со планинскиот спасувач Петар Нолев, со огромна храброст се приближиле до повреденото животно. Со мирни движења, стручност и срце поголемо од планина, ја ослободиле мечката од стапицата која и го стегнала животот. Животното беше успано дел со анестезија преку пушка, другиот дел беше ставено со рачна, му се додаде анестезија зашто не беше доволна дозата, и вториот дел на анестезијата му беше ставен аплицирано со инекционо во бутот, од кога ја фиксирав мечката. Ова е веќе трета ваква интервенција на ветеринарот Перо Стојчевски, кој и овој пат не размислувал ниту секунда. Кога ќе ви јават дека мечка страда, не постои дилема. Само земаш опрема и тргнуваш, ни вели Стојчевски. Опишува дека мечката била дезориентирана, но не агресивна, како да знаела дека и доаѓаат во помош. Значи, таа беше фатена во половината, значи имаше зарежана, од прилика била еден ден фатена мечката, кај што од кога слушнале мештаните на село Брајчино. Беше зарежана, значи, на половината, значи се и чистија раните, се испрскаја со спреј и му се стави терапија за да нема некоја посериозна последица мечката од некоја инфекција. Голем е ризикот, али уште е поголем, да речам, поголемо чувството за да му се помогне на такво животно е за да се спаси од уште поголемо, и фала му на сите што учествува во оваа акција што помогна за да ја ослободиме мечката од принката. А што дека ќе ја фатиш така? Инстинктот за спасување и посветеноста кон дивите животни ги споила овие луѓе во една од овие приказни што не се забораваат лесно. И додека мечката веќе се враќа во своето природно живеалиште, хероите на оваа приказна се враќаат на секојдневието, подготвени, ако треба, повторно да ризикуваат се за да спасат еден живот.